потребниот број гласови за избор на германска влада. Случувањето тринава беа своевиден шок за германската, но и за светската јавност, зашто досега не се случило да не биде обезбеден бројот на гласови во првиот круг. Борис Георгиевски од Дојче Веле го вклучуваме во живо во овие вести со последните информации. Борис, дали Мерц е избран за канцелар? Да, Цаци, од пред неполни, би рекол, 5-6 минути, Германија има канцелар и нова влада составена од конзервативците и социјалдемократите. Утринскиот дебакл проследен со голема неизвестност, кога во првото гласање не успеа да обезбеди апсолутно мнозинство, 69-годишниот Фридрих Мерц предмалку стана 10-тиот канцелар во повоената историја на Германија. За разлика од утрово, кога новата владина коалиција успеа да обезбеди само 310 гласови во 630 члени од Бундестаг, овој пат за Мерц гласаа 325 пратеници. При тоа владината коалиција барем на хартија располага со мнозинство од 328 пратеници. Ова беше за прв пат во историјата на Германија да не биде избран канцелар, иако претходно беше договорено неговото именување и обезбедено и потпишано неопходното парламентарно мнозинство. Но со оглед на тоа што гласањето во германскиот парламент е тајно, остана нејасно кој и зошто од владеачките пратеници не го поддржи изборот на новиот канцелар, како првиот, така и вториот пат кога недостасуваа 3 гласови. Дали е во прашање на задоволство меѓу владеачките политичари или отворен раздор ќе покаже времето, но засега е сигурно дека Мерц конечно ќе добие шанса да ја предводи новата влада, која се соочува со огромни економски, политички и безбедносни предизвици. Борис, интересно ќе биде како германската влада ќе се однесува кон некои прашања кои ја засегаат и Македонија, како што е проширувањето на Европската Унија, потребните реформи на ЕУ, односот кон Западниот Балкан, но и некои прашања за кои македонските граѓани се исклучително заинтересирани, како што е миграцијската политика, дозволите за работа, добивањето на германско државјанство. Најавувам дека во дневникот во 19 часот ќе направиме анализа и ќе се обидеме да дадеме одговори на овие прашања кои ја засегаат македонската јавност. И благодарам за ова вклучување и информацијата дека Германија доби